Добра вечер, дневник на КТВ, 19 мај 2026 година. Во Кавадарци реализиране проект од 1 милион денари за безбедност во сообраќајот. Со проектот осветлени се вкупно 20 пешачки премини со современи лед светилки. И официјално заврши проектот за подобрување на безбедноста во сообраќајот во нашата општина во вредност од 1 милион денари. Со овој проект осветлени се вкупно 20 пешачки премини на следниве локации. На улици Линденска 5 премини. По 3 премини на улиците Тиквешково стани и 7 септември, како и на кружниот тек кај салата Партизан. 2 премина на булеварот Моша Пијаде и по 1 премин на улиците Народни херои, Страшо Пинџур, Гоца Делчев и на Западен булевар кај Капелата. Станува збор за премини кои досега беа недоволно осветлени, а со поставување на современи лед светилки значително ќе се подобри видливоста и безбедноста на пешаците, особено во ноќни услови. Општина Кавадарци продолжува со инвестиции кои директно го подобруваат секојдневието на граѓаните. Матурантите од Средното општинско училиште Киро Спанџов Брко Кавадарци ја прославија матурската вечер, а денеска беа на утринска серенада во училиштето. Ова утро во нашето училиште ни дојдоа нашите драги матуранти, нашите мили ученици на така наречена утринска серенада, која што се реализира во овие неколку години и премина во традиција на нашите ученици од нашето училиште. Сакам да истакнам дека синоќа нашите ученици, односно матуранти од Киро Спанџов Брко, ја прославија својата матурска вечер, која што помина во најдобар ред, односно, како и секоја година, нашите ученици поминаа една убава, весела атмосфера, расположена атмосфера, од една страна, а од друга страна без никакви непријатни ситуации. Ова беше потенцирано и од лицата, односно одговорните од локалот или ресторанот, каде што се реализираше матурската вечер, каде што го истакнаа ова на наше задоволство дека нашите ученици се најпримерни ученици кога се работи за прослава на матурска вечер. Значи, ова не е само ова година, овие зборови ги слушаме постојано секоја година. Нашите ученици матурската вечер ја прославуваат на едно високо ниво, каде што јас како директор, класните раководители и дел од наставниците бевме сведоци на оваа прослава, односно исто така го видовме расположението и ведрината на нашите ученици, а исто така и оној дел каде што на најпримерен можен начин ја поминаа оваа матурска вечер. Сакам да истакнам дека, односно во исто време и да ја поздравам акцијата на МВР, која што за прв пат оваа година се реализираше непосредно пред почетокот на матурската вечер, каде што на нашите матуранти им посакаа среќна матура, успешна матура и им доделија неколку совети за она како треба да делуваат, односно како треба да ја реализираат матурската вечер. Сакам да ја искористам приликата во ова интервју и да ја информирам јавноста дека нашето училиште во деновите среда, четврток и петок, тоа се 20, 21 и 22 мај, ќе се реализираат отворени денови во нашето училиште, каде што основците, оние кои што завршуваат основно образование, ќе имаат можност организирано да дојдат во нашето училиште, да го посетат нашето училиште и да видат се што она нуди училиштето Киро Спанџов Брко, односно да ја донесат одлуката да го продолжат своето средно образование кај нас, бидејќи ќе имаат можност да видат со се што она располага нашето училиште, како од лаборатории, како од нагледни средства, опрема, до просторни услови и спортски терени и спортска сала, каде што на еден најдобар можен начин ќе се реализира наставата, односно веќе се реализира наставата, а ќе се реализира за едните ученици кои што ќе се запишат во нашето училиште. Денеска свечено беше отворен новиот М6 едукативен центар. Овој центар представува чекор напред кон создавање нови можности за раст на бизнисите, академијата и младите од повардарието и пелагонијата.
Едукацијата која ќе даде импулс на самовработување, иновациите и можностите за кариерен развој на локални граѓани, едукација која ќе даде импулс на привлекување на инвестиции, едукација која ќе доведе до решавање на внатрешни дилеми и зајакнување на самодовербата. А младите луѓе обично им треба самодоверба. Она што е најбитната работа, дека во овие моменти ние не треба да се плашиме, него да влегуваме со храброст на разрешување на сите работи кои стојат пред нас. Едукација која ќе обликува иднината на поединците и на општеството во целина, бидејќи едукацијата не е привилегија на неколкумина, туку право и можност за сите. Фокусот на иновациите ќе придонесе кон одржливи практики на локалната економија, бидејќи М6 едукативниот центар е отворен за соработка со сите. Јас морам уште еднаш да се заблагодарам на швајцарската амбасада, на луѓето од швајцарската амбасада, на швајцарската влада и на нивната поддршка и посветеноста на сите присутни. Заедно градиме подобра иднина полна со знаење. Чекор напред е нашето мото и се што работиме е во насока на тоа да го однесеме ова наше општество чекор напред. Постои една мисла на Хераклит која вели: никој не може два пати да зачекори во иста река, затоа што и реката се менува и човекот се менува. Денес живееме токму во такво време во кое светот не се менува постепено, туку брзо и длабоко. Се менува начинот на кој работиме, начинот на кој што учиме и создаваме вредност и го разбираме успехот. Во минатото најсилни биле оние кои поседувале ресурси, потоа оние кои поседувале информации, а во иднината највредни ќе бидат оние кои што знаат да создадат смисла, доверба и да изградат визија. Чарлс Дарвин не рекол дека преживуваат најсилните, туку преживуваат оние кои што најдобро се прилагодуваат на промените. Токму затоа ваквите места како што е ова денес, М6 едукативниот центар во Кавадарци и синергијата со винарија Тиквеш стануваат важни. Ние не како канцеларии и инфраструктура, туку како одговор и силна заложба за инвестиција во луѓето, во нивниот потенцијал и во нивната иднина. Токму овде треба луѓето да научат како да размислуваат поинаку, како да создаваат, како да соработуваат и како да ја препознат иднината пред таа да стане очигледна за сите. За жал, неиспитаниот и неискористен потенцијал е изгубена иднина. Затоа ова инвестиција е инвестиција во начин на размислување. Кавадарци и целиот регион, па и државава, имаме потенцијал. Има луѓе со карактер, имаме енергија и има генерации кои што заслужуваат можност да создаваат тука, а не само да бараат шанса некаде на друго место. Чест и задоволство е да си градоначалник на општина Кавадарци, поготово сега кога успеавме денеска да го доближиме и М6 едукативниот центар и официјално да биде дел од општина Кавадарци. Општина Кавадарци како една од најразвиените општини во нашата земја, своите хоризонти ги проширува за уште поголеми развој и секако не застануваме тука. Нема да бидам скромен и ќе кажам дека како општина сме пример за останатите општини со повеќе сегменти од нашето работење. Акцентот ќе го ставам на безпрекорната соработка на бизнис секторот и компаниите со локалната самоуправа. Тука сме едни за други, релација која вродила со плод многу пати до сега. Овој центар е значајна инвестиција во знаењето, образованието и иднината на нашата заедница. Веруваме дека преку едукација, поддршка и современи програми ќе се создадат нови идеи, вештини и успеси. На менаџментот на М6 им посакувам многу успешни проекти, инспиративни моменти и голем број посетители и учесници во иднина во самиот центар. Многу е важно да успееме да направиме силна врска помеѓу образованието, бизнис секторот, локалната самоуправа, важен ланец кој веќе успешно функционира, но со квалитетна работа може да постигне уште поголеми резултати.
За нашата иднина, за нашите деца, важно е да се трудиме, да создадеме квалитетен кадар, да научиме квалитетни услуги кои ќе придонесат за квалитетен развој, раст и живот и во општина Кавадарци, и во Вардарскиот регион, и во цела држава. Кампањата Евромеланома вчера се спроведе во општина Неготино. Граѓаните добиваа бесплатни прегледи за рана диагностика на рак на кожа и сомнителни пигментни промени. Вчера во општина Неготино, во рамките на кампањата Евромеланома, граѓаните добија можност за бесплатни дермоскопски прегледи за рана диагностика на рак на кожа и сомнителни пигментни промени. Прегледи вршеа врвни дерматолози на државно ниво. Поставени беа штандови за сите граѓани со производи и информативно-едукативни брошури, а на истите можеа да се добијат и совети од стручни фармацевтски компании и фармацевти на медицинска козметика со заштитен фактор и UV индекс. Градоначалничката на Неготино вчера имаше работна средба со неколку национални координатори и советници. На средбата се разговараше за идните и тековните проекти во општината, како и за унапредување на соработката помеѓу централната и локалната власт, информираат од кабинетот на градоначалничката. Градоначалничката на општина Неготино, Марија Нацева, вчера оствари работна средба со госпоѓа Лилјана Затуровска, национален координатор за локална самоуправа, Верче Мицевска, национален координатор за безбедност на храна, ветеринарна и фитосанитарна политика и Снежана Трпевска, надворешен советник за унапредување на образование, здравство и социјална заштита и спроведување на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост. На средбата се разговараше за проектите кои општина Неготино ги реализира и кои планира да ги спроведе, за тековните состојби и предизвиците со кои се соочуваат локалните самоуправи, како и за можностите за унапредување на соработката помеѓу централната и локалната власт. Акцентот беше ставен и на унапредување на можностите за подобрување на услугите кон граѓаните, поддршката за реализација на развојните процеси на локално ниво и креирање политики кои директно ќе придонесат за подобрување на животот на граѓаните на општина Неготино. На средбата беше истакната потребата и важноста на соработката преку директна комуникација со цел заедничко усогласување и креирање решенија во интерес на граѓаните. Креативна работилница во Винскиот музеј во Кавадарци. Кавадаречките гимназијалци изработуваат дела кои ќе станат дел од едукативното катче. Денеска во дворот на Винскиот музеј, ученици од гимназијата Добри Даскалов учествуваа во креативна работилница организирана од секторот за култура при општина Кавадарци. Учениците изработуваа креативни дела кои ќе бидат дел од едукативното катче, кое ќе се наоѓа во склоп на градскиот парк, а истото ќе нуди одлични можности за рекреација и едукација со интересни реквизити. Едукативното катче ќе може да се користи организирано од страна на училиштата и детските градинки, но и индивидуално и ќе биде достапно за сите посетители. Синоќа музеј галеријата на град Кавадарци го одбележа меѓународниот ден на музеите. На настанот се презентираа ретроспективни проекции на фотографии од збирките во музејот, како и од изложбите и промоциите кои се случиле во музејот. Вечерва во галеријскиот простор, низ трите салони, преку видеопрезентација, ќе имате можност да проследите делови од богатата збирка на музеј галерија Кавадарци. Од историја на уметност, археологија, историја и етнолошките предмети кои сведочат за нашето минато, традиција, но и нашиот идентитет. Во централниот дел се изложени фотографии кои го прикажуваат музејот низ годините, неговото создавање, развивање, растење, именување.
како жив сведок на едно време и генерации кои со љубов и посветеност ја граделе оваа институција. Како единствена институција која веќе 50 години се грижи за културното наследство во нашиот град, во оваа наша јубилејна година ни представува посебна чест токму на денешниот ден да ви ги прикажеме дел од богатството кое го чуваме и негуваме за идните генерации. Како директор на институцијата, сакам искрено да им се заблагодарам на сите претходни директори, кустоси, стручни соработници и вработени кои низ децениите вложувале труд, знаење, љубов и развој на музејот. Посебно благодарност упатувам и до сегашниот тим, луѓе со енергија, ентузијазам и професионалност, кои секојдневно ме поддржуваат и ме следат во сите мои идеи, визии и замисли за понатамошниот развој на нашата институција. Вечерва покрај музејската приказна ќе имате можност да уживате и во квалитетна рок музика, веќе традиција на Музеј галерија Кавадарци заедно со Бадасал бенд, кој ќе збогатат атмосферата. Следите дневник на КТВ, следуваат и останатите содржини. Криминалната ВМРО удри по студентите, се намалуваат стипендиите, поскапува сместувањето во домовите. Обвинувања од опозиционата СДСМ. Криминалната ВМРО удри по студентите. Наместо подобрување на студентскиот стандард, власта најде начин како да скрати и од студентите, додека тие вртат милионски криминални тендери. Новите измени на законот се директен удар врз студентскиот стандард. Се намалуваат стипендиите за социјалните категории, а поскапува и сместувањето во студентските домови. За прв пат се воведува категоризација на студентските домови во два типа. Тип 1 – енергетски ефикасни и реконструирани објекти и тип 2 – постојни, односно нереновирани студентски домови. Или во превод, богатите ќе можат да престојуваат во реновирани домови и со подобри услови, а сите останати во старите и нереновирани домови. Власта крати и од поддршката на студентите за сместување и исхрана. За домовите од тип 1, наместо досегашните 50%, државата ќе покрива само 40% од трошоците, додека пак за домовите од тип 2, партиципацијата останува до 50%. Наместо еднакви услови за сите, ВМРО создава двокласен систем во високото образование. Студенти од привилегирани семејства и студенти кои што ќе мора да се снаоѓаат како знаат и умеат. Со измените, власта ја укинува и мерката донесена во ковид кризата од страна на СДСМ, односно нема повеќе поддршка до 6000 денари за приватно сместување или меѓуградски превоз за студентите. Дополнително, власта ја крати можноста за повеќе стипендии за социјално ранливите категории на студенти или оние на кои што им е најпотребна. Од вкупниот број на стипендии, наместо како до сегашните 49%, сега 40% ќе бидат за студентите од социјално ранливи категории. За ваква ли грижа за младите зборува Мицкоски? Со кое лице им вели на младите не се иселувајте, кога истиот тој ја крати поддршката и создава систем во кој што образованието станува привилегија, а не право? Јасно е дека на ВМРО не му се важни студентите. Важно им е само да најдат начин како да украдат повеќе пари за нивните криминални тендери и луксузи. Со оваа власт на која што не и се важни студентите, младите ќе си заминуваат од државата уште порано, барајќи подобри услови, поголема сигурност и поправеден систем на странските универзитети. Ударот врз студентите е удар врз иднината на една држава. Социјалдемократската младина на Македонија бара итно повлекување на ваквото неправедно законско решение. Оваа расипничка и криминална власт ни ја одзема и последната надеж дека тука може достоинствено да се образуваме, достоинствено да живееме и да напредуваме. Затоа младите се приклучуваат на фронтот за вистина и правда. Затоа ни треба Европа. Членството во Европската Унија за нас значи еднакви услови и вистинска поддршка, а не политики кои што ги делат, осиромашуваат и понижуваат студентите. Граѓаните добија уште едно признание. Во владата на Мицковски врие од бугарски пасоши, обвини лидерот на СДСМ Венко Филипче. Граѓаните добија уште едно
јавно и многу јасно признание од организираната криминална група на Христијан и ВМРО, а тоа е дека во владата вријат луѓе со бугарски пасоши. Одбија да го прифатат предлог законот наш на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, со кој премиерот, вице-премиерите, министрите, членовите на владата не би можеле да имаат двојни државенства. Се поставува прашањето зошто тоа го направија. Затоа што пола влада требаше веднаш да се замине. Може целата влада да биде составена од луѓе кои што во џебот имаат бугарски пасоши, ама бугари во уставот, тоа не може. Какво лицемерие и какво лажење на сопствените граѓани. Прво го призна Преспанскиот договор како ремек дело на дипломатијата. Потоа признаа дека со Преспанскиот договор се заштитени националниот идентитет, јазик, култура. Понатаму признаа дека благодарение на НАТО нашата безбедност е гарантирана и тоа придонесува за подобра бизнес клима. И сега дојде време за уште едно признание дека Мицкоски има влада полна со луѓе со бугарски пасоши и бугарски државенства. Со години ширеа хистерија, ширеа страв и ги лажеа граѓаните дека е загрозен нашиот национален идентитет. Токму од овие луѓе кои што замислите во џебовите имаат бугарски пасоши. Вице-премиери, министри, пратеници, градоначалници, директори, цела мрежа на функционери на ВМРО организираната криминална група со бугарски пасоши, со години продаваа лажен патриотизам, додека тивко си обезбедувале европски документи за себе и за своите семејства. И додека држат Македонија во изолација и намерно создаваат конфликти со соседите, многу си ја обезбедиле само за себе својата европска иднина. Одбивањето да се прифати овој предлог закон на СДСМ целосно ја разобличува нивната лицемерна политика. Овие луѓе на власт повеќе никој не можат да излажат. Со внесувањето на бугарите и другите малцинства во уставот се зајакнуваат нашиот национален идентитет, сите идентитетски одредници, бидејќи тогаш е јасна дистинкцијата помеѓу македонскиот народ и бугарското малцинство кој живее тука. Ова е последната работа што Мицкоски треба да ја признае. Семејните и личните интереси на обвинителите Коларевич и Абази ги амнестираше осумничените блиски до СДС и ДУИ за случајот Мазут, вреден 167 милиони евра. Обвинување на денешната пресконференција од Миле Левков од владеачката ВМРО ДПМН. Семејните и личните интереси на обвинителите Коларевич и Абази ги амнестираше осумничените блиски до СДС и ДУИ за случајот Мазут, вреден 167 милиони евра. Не беа доволни извештаите на ДЗР, не беа доволни докази од МВР, не беше доволно тоа што се труеше народот, но доволно беше за Коларевич и Абази некој од врхушките на СДС и ДУИ да им соопшти дека треба да се прекине со обвинителската постапка. Коларевич е со семени врски со кадри избирани од СДС. Например, незиниот татко бил избран за државен правобранител во 1998 година, а незината мајка за уставен судија во 2004 година. Додека пак Абази е со познати релации со ДУИ и Али Ахмети, со кој растем во зајас и се комшии. Оваа коалиција на Коларевич и Абази од обвинителството ја спаси коалицијата на СДС и ДУИ во политиката. Еден од најсериозните и најголеми енергетски скандали во историјата на Македонија не заврши во судница, туку заврши уште во обвинителство. Дали има финансиски мотиви со кои Коларевич и Абази молчат и дали заради тоа ја запреа постапката? Зошто СДС не го осуди овој случај и не го повика Васко Ковачевски да се врати во Македонија? Зошто Советот на јавни обвинители молчи и не истражи дали е постапено според сите процедури во овој најголем финансиски случај во енергетиката? Правда мора да има. Обвинителството не смее да биде за солниште за кадрите на СДС и ДУИ.
Филипчи и понатаму него осудува говорот на бугарската министерка која не нарече северномакедонци, напротив, соработува со нашите негатори. Прес конференција на портпаролот на ВМРО-ДПМН Валентин Манасиевски. Филипчи и натаму него осудува говорот на бугарската министерка која не нарече северномакедонци. Напротив, соработува со нашите негатори. Венко Филипче скоро 2 недели наоѓа изговори и него осудува недостоинствениот говор на бугарската министерка Петрова Чамова, која не нарече северномакедонци. Филипче дури се гордее на тие успеси со кои ја подчинија државата пред останатите. Венко Филипче не се огради ни од изјавите на неговиот член на извршен одбор Рубин Земон, кој за Гоце Делчев рече дека е мит и дека не направил ништо за Македонија. Со ваквите мекотелни политики Филипче им дава простор на бугарските власти да не уценуваат и да велат дека има мала група на политичари во Македонија која ќе им ги исполни нивните барања. Филипче натаму останува лојален кон Бугарија од причини само него познати. Но добро е да каже дека тие причини се уцена од група бугарски политичари поради неговото криминално минато со Зоран Заев. Филипче да престане со политиката на негирање на Македонија и да не води мекотелна политика. Македонија има своја историја, култура, идентитет и јазик, а ВМРО-ДПМН нема да дозволи преговарање за овие теми. Продолжуваме со спортот. Познати се сите шампиони во третите фудбалски лиги. 5 третолигаши и 3 второлигаши преку баражите ќе ги пополнат местата во втората лига. Изминатиот викенд да се комплетира и надпреварите во третите фудбалски лиги во Македонија, пошто се познати шампионите по региони, односно екипите кои ќе играат бараж за влез во втората македонска фудбалска лига. 5 третолигаши и 3 второлигаши ќе се соочат меѓу себе за да ги пополнат местата во втората македонска фудбалска лига. Од третите лиги доаѓаат екипите на Камјани од Камењане, како шампион на Западот, Евромилк од Горно Лисиче, како шампион на Северниот регион, Влазнимиот Струга од Југозападниот, Велешки Борец од трета лига Југ и победа од Валандово како шампион на Истокот. Од втората лига, бараж за опстанок, ќе играат Кожув, Тетекс и Саса. Паровите за баражите ќе се одредат преку жребка во Фудбалската федерација на Македонија. Утре променливо облачно со сончеви периоди, во крајните западни и источни региони ќе има услови за слаб дожд, ќе дува умерена долж поврдарието засилен ветер од северен правец со брзина од 50 км на час. Температурата ќе се движи од 9 до 24 степени. Во петок и во деновите од викендот на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд над 20 литар на метар квадратен, грмежи и силен ветер над 60 км на час. Со прогнозата од Управата за хидрометеоролошки работи го завршуваме ова издание на Дневникот. Имајте пријатна вечер.